Бањани, на работ на Скопје, на дофат на раката. Далеку, а сепак близу. Далеку од скопската забрефтаност и брзиот нервозен живот и близу до природата и спокојот на душата. Бањани. Прво е помислата на рудникот. Не е така. Рудникот си е рудник и тој е неколку километри од селото. Бањани е фактички најпознато по црквите и манастирите. Па овој крај не е случајно, или цела Скопска Црнагора ја нарекуваат Македонска Света Гора. Овој Свети Илија манастир е надалеку прочуен и заштитен. Во овој крај има и многу цркви, но ова селската е посебна. Зошто? Шковојче, Молим, како се вика ова црква? ова се вика црква Свети Ѓорѓија, великомученик победоносец Ѓорѓија. По што е интересно? Па поинтересно е по све, по фрески, по знаменитост, jer ова црква е негде од 1545 година изградена. Фреските што се правени унатре, тога се правени. Ова е страшен суд, тоа е правено во 18 век од мајстор Дичо, од Дебар. Тој ги сликал тие фрески. Такви нема на друго место. Вакви фрески има само во наша црква и во Источна Македонија, у две цркви само. Која слава слави селото? Селото е слави Свети Ѓорѓија, Ѓурѓевдан, 6 мај. Тоа му е права слава на црква на Свети Ѓорѓија. Абе, доаѓаат од околните села, порано доаѓале. И порано и сега доаѓаат некои, имаме за време на слава, ама тоа кога имаме служба имаме секоја година, од тие црква Свети Ѓорѓија и Ѓурѓевдан славиме, за слава има, ама тука во црква, иначе собор нема никаков од многу години. Шковојче, велат, ова била Света Гора, Скопска Црна Гора. Колку цркви манастири тука има околу Бањани? Само Бањани има 6 манастири. Најпознати? Најпознати од 13 и 14 век имаме Светилија и Благовештение. Тие се најстари моментално, а другите се сите помлади. Као црква е од 15-16 век. Имаме други помлади уште, ама ги имаме доста манастири. А каков е крајот? Бањани и околу Бањани. Со, велат жителите, највкусните крставици скопски, домати, граф и кромидот. Од овие простори е најквалитетниот арпаджик. Да, и стоката. Но со неа одамна останаа само старите, како и по други места во Македонија. Најголема љубов ти се овци. По детинство тоа би било мене. Још за време партизани, јас од деда не сум ишол. Овци, како детенце мало, од njega идам. И дојде од работа, ајде по овци, што сум работал. Ама ги сакаш животни? Ама ги сакам, ама више не може, ако не проникнат младите. Колку имаш? Па 335. Сега ми загина 5-6, некои вуци ми нападнале, изгубија. Около 330. А има волци тука? Како нема? Има волци, како нема. А кучиња имат? Имам кучиња, ма не се како што треба. Оно сам омар да ти створи, иначе не сме да трчи по njega. Продаваш? То. Јагниња, овци? Па јагниња продавам, овци ги чувам на приплод да се намажат, би беа малку понапред. А пред да сум жив, ја идам со нима и помагам на децата, ама. Ако сакаат идат, ако не сакаат, не можем да идам ја. Најголема љубов ти се? Па најголема, со нима сум цел живот. Од работа по нима, на нива, децата ги чува, ја па чим децата у школа, ја па по нима сум ишо. Значи ти се љубов? Па љубов. Од мера ги чува повише. Како и да е, Бањани е прекрасно село
под планината, со убава шума, ливади, бавчи, со пречистата Бањанска река, која тече низ селото. А тоа, селото од инфраструктура си има речиси се. Па, отприлike има некаде околу 200 куќи, околу 600 жители. Тука е некаде. Највеќе, добро, малку се преку лето се малку повеќе жители, пошто имаме ние овдека и викендици, па така преку лето сме малку побројни, него преку другата година. Радува ли што доаѓа тука да гради? Па како не радува се, зашто се повеќе гради, се е пубо, фала Бог, гај што има повеќе куќи, се е подобро. Инфраструктура? Па инфраструктура ни постои, имаме водовод, канализација, проектот веќе се произведува, улично осветлување, здравствена заштита. Еве сега со Министерството за здравство ни отвори пункт во Чуче Сандева за брза помош, така да е добро. Имаме и приватна здравствена заштита, имаме и државна здравствена заштита. Од снабдување се има? Снабдување имаме се. Буквално не ни треба ни да одиме во град. Продавниците се добро снабдени се со се. Исто како во Скопје. Па да ви кажам право, дури и подобро снабдени. Ако земете, например, еден жител што живее во аеродром, да влезе во било која продавница во аеродром, да дојде да влезе кај нас, ке се чуди кај биле го. Име многу сме поснабдени него и тие што имаат. Ова е твое царство, зошто се врати? Ти беше во град. Бе во град се вратив и не сум пишмен што се вратив. Живеев во Ѓорче долги години. 96-та година одев овдека во село и многу ми е пубаво овдека и сум пишмен татко ми што заменал од село овдека. Оти ние сме блиску од град. Најблискиот, например, до Бутела овдека сме некаде околу 8 километри. 8 километри, па нема ни една населба толку блиско, осим Шутово Ризик блиско до град. Новото се одржува, но старото се чува, негува и памети. Така било со стоцици години наназад. А кога сме кај времето, од кога ли, од кое време постои Бањани? Од каде името? Бањани се вика, зашто се викало тамо се биле на место на бања, тоа било бања, а таа вода бања за време римљани има место тамо ископаше бај ги е црква, ама тоа е бања било за време римско. И затоа тоа е надимак на село наше Бањане. А не по црногорското племе Бањани. Бања не е овде. Сега овде што го викаме по македонски Бањани, ама у документација пише дека Бања не. Значи од Бања. Да. Ние сме од тамо постоиме, од место викано тамо Дуло или Бања. Значи поранешното село било Да, тамо било и после се преселило овде, овде има река. И сите бегале овде покрај река, има вода, могле да ископуваат бунари, има чешме, селски и све тако. Така вели легендата, дека Бањани ододамна постоело, постои, а Бога ми и ќе постои. Се разбира ако останат младите, ако има потомство. Според оваа горда баба има надеж. Тука се внучињата. Колку внуци имаш, Велик? Ја, сега за сега, чекай, од керка имам 2, 4 и овие 3, Дури 7. 7. Овие од кои? Од син. Како се вика? Алекс, Тијана и Анабела. А кај е на дел? Ама неите се сокри плаче. Мала е 4 годинки. Синот со вас живе? Да, сите заедно. Мислим, знаат работи, синот работи. Јас ги чувам ни. Горда баба? Погорда нема. Мислим дека најзадоволство е со внучето. А ти ги имаш многу. Па сега, за сега 7. А другите кај се? Тие се мажени. Не, од керката. Да, од керки се. Кај живеат? Едната во Бара, другата Кучевиште. И полно ти е срцето кога сите ќе се тука собрат? Па нормално, позадоволна нема кога ќе се сите заедно. Шали, смеи, задоволство. Сега добри се, мислам. Нема помеѓу нима нешто проблем. Али твоето срце е најполно? Моје е најполно. Кога се сите на куп, моето срце е најполно, нормално. Внуците се моје царство и не ги давам за ништо. Што би им препорачали на другите млади брачи и пари? Вие колку деца беха? Да се множат? Од кај мене сме 4, а од кај свекава ми 6. Когото? Да, и беше убаво тога, кој повеќе деца? Поубаво, мислам дека немал. Повеќе деца по задоволство. Едно дете додека беше самиот. Он се му пали нешто.
Сега има и со кого да се кара, и со кого да игра. И така. И да јаде. Од сите 7, кој те е најмило или прстите се еднакви? Не, сите се мили. Последниве години е се поатрактивен за викендици, а богами и за бизнис, занаети, земјоделие и селски туризам. На овие простори веќе има неколку рибници со угостителска инфраструктура. Се оди полека, ама трпеливо. Го препознаваат тоа веќе градските луѓе и странците. Оваа млада дама е решителна. Млада, а толку идеи во главата. Моментално се наоѓаме во село Бањани, во рибникот што е именет по изворот Дуло, што се наоѓа само на 10 метри погоре од самиот извор. Ова е едно преубаво место. Рибникот е стар околу над 50 години можеби, да. Како што претпоставувам, веќе ќе покажете дека самата крошничка, самата убавина и природа тука е незаменлива. Местото се наоѓа на 15-16 километри од градот, едно 20 на минути, ама е тотална идила за секој што би сакал да избега од гужвата во градот, од топлото и се понатаму. И од нервозите? И од нервозите се разбира. Ова е стрес-фри место. Според мене, не е битно во која доба си во животот, доколку имаш еден ваков простор со толку голем потенцијал, стварно е греота да не дозволиш и другите да го видат и да го запознаат. И веќе ви доаѓаат ли странски? Странски дипломати? Ни дојде баш пред едно месец дена, ни дојде еден швеѓанец со својата фамилија, со некои пријатели, си дојдоа, си седна, си јаде. Човекот на крајот толку многу ни се заблагодари, што успел, што дошол да го види местото и не се најави, не вика, нареден пат кога ќе дојдем во Македонија, вика, ќе ги донесам своите родители, но мораат да пробаат рибата што тука ја спремат. Тоа ви дозволува амбиции да ви продолжат понатаму? Нормално тоа дава чувство дека правиш нешто, дека одиш во вистински правец, дека тоа што го работиш и тоа што го правиш е прекрасно и заради тоа сме и тука и затоа ќе продолжиме. Сакаме ние да ја задржиме уникатноста на местото, сакаме, но треба некои работи да се модернизираат малце. Но не од однос на природата не планираме апсолутно ништо да менуваме. Вакво место има премногу голем потенцијал и може да биде многу повеќе од колку што е сега. Планираме понатаму и да си ја прошириме нашата малецка зоолошка градина. Планираме, моментално не произведуваме сами, не мрестиме. Ние таргет за до година да почнеме да си мрестиме и ние да имаме наше потомство од рибчиња. И се разбира, планираме да соработуваме со туристички агенции, со амбасади, со све за да можат да дојдат, затоа што луѓето кои ќе дојдат тука и е многу интересно и нетипично за Скопје. За странците е многу интересно ова, едноставноста и природата прави све, ништо повеќе не треба. Апсолутно ништо повеќе. Напред Марио, храбро како онаа младата Марија од Мрзенци. 2 Марии? Што велите, а? Ништо. Само напред, млади дами. Ваша еднината. Довидување од некое друго убаво село во Македонија.